Ве поздравувам и посакувам Божи благослов. Денес големата сабота, пасхалната сабота, почнуваме нова подсерија за хероите на верата од Евреите 11 глава, која што започнува со големиот Мојсеј. Големиот и што е друго битно за него? Живиот Мојсеј. Иако бил умрен, видел смрт, видел што? Не видел ништо. Умрел и не знал дека умрел. Знал дека ќе умре, откако умрел не знал ништо. Не е тоа нешто страшно. Но воскреснал. Не сам се разбира, туку со силата на оној што сам воскреснал. Единствениот кој што можел сам да воскресне. Нашиот Господ и Спасител Исус Христос. И во времето на Мојсеј, кога е воспоставена Пасхата, а која што кулминира со Христовата жртва и воскресение, пред 2000 години, некако убаво се погоди дури денес во пасхалната сабота да започнеме со Мојсеј. Пред да отвориме таму, ве повикувам да отвориме во посланието до Евреите, 11 глава, каде што проучуваме од почетокот на годината. Оваа глава ја проучуваме од 1 март до минатата сабота, значи месец и пол се занимававме само со Авраам и неговото пошироко семејство. И дури денес почнуваме со Мојсеј во 23 стих. Многу што се кажува тука за Мојсеја, така да ќе ни одземе најмалку 2, а може би и повеќе саботи. Може би и 2-3, ќе видиме. Пред да започнеме и да го читаме 23 стих, прво само сакам на кратко да ја прашам сестра Перса, дали Желјка со незиниот сопруг биле во Сакраменто 2006 година, или не си ориентирана во време, кога биле таму? Добро. Ме интересира дали биле таму кога јас држав проповед во таа црква на покана на тамошниот пастор Лунер Анđеловиќ. Второ прашање. Данило спомена во пословичен стил 2 вери. Се сеќавате кој? Ако и иако. Сега, според Светото писмо, сеќавате, Ефесијаните 4 глава, колку вери постојат, според Светото писмо, колку вери постојат? Една вера постојат. И ние цело време проучуваме за таа една вера. Една и единствена. Сега, во пословицата овие 2 вери, која од нив, од овие 2 поднаводници, која од нив е верата? Иако. А ако е што? Ако е невера. Од каде знаеме дека ако е невера, неверата? Се сеќавате, таткото што дојде кај Христа, за да побара, да замоли, да му биде исцелен синот,
што му рече: Господи, ако можеш, исцели го. Еден лепрозан, се сеќавате што му рече на Христа? Господи, ако сакаш, можеш да ме исцелиш. И Исус што му одговори? Сакам. Исцели се. Постои само ова точно место во согласност со верата да се употреби зборчето ако. Ако е Божја волја. Ако сакаш ти, Господи. Јас сакам. Секој сака да биде исцелен, да поживее подолго, макар и во овој смрдлив свет. Но, големите и светите Божји луѓе велат: Господе, ако е Твоја волја, ако сакаш да ме повлечеш од овој свет, нека биде Твојата волја. Ако сакаш да поживеам уште во овој свет, нека биде волјата Твоја. Ако сакаш, Господи, не ако можеш или ако ми дадеш тоа и тоа и тоа, тогаш јас тоа и тоа и тоа. Мнозина такви молитви упатуваат, кои што се молитви на невера. Господ за чудо вослишува и вослишувал и такви молитви, но тоа не е вера. Тоа не е вера. Што читаме прво за Мојсей? Со вера, видите сега, ова е многу битно. Забележете, чија вера е ова? Со вера, Мојсей, откако се роди, 3 месеци беше криен од родителите своји, зашто видоа дека детето е убаво и не се уплашија од царската заповед. Прво прашање. Мојсей, откако се родил и првите 3 месеци, бебе, колку вера можел да има? 0, се разбира. Чија вера е овде во прашање на родителите? Со вера Мојсей бил криен 3 месеци. Но чија е таа вера? Не на Мојсей, на бебето, на родителите. Како се вика родителите на Мојсей? Како се вика родителите на Мојсей? Заборавивме, а? Слава на Бога, се уште имаме Библија. Ке дојде време кога ќе ја немаме Библијата. Ке дојде такво време. Како? Амрам? Добро, Јохаведа, по грчки Јохаведа, да. Јохевед, може би, Јохебет на еврејски. Каде го прочите тоа, Андреј? Не постои старозаветна библиска книга што се вика Чат GPT. А така. Добро. Нас не интересира Излез или втората книга Мојсеева. И да видиме што не информира самото Свето писмо, самиот Излез за историјата на Мојсей. Ке се вратиме ние дори на втората глава. Излез втора глава и ќе почнеме да читаме од првиот стих. Втора книга Мојсеева, Излез
2 глава. Сакам да ги читаме во текот на нашите проучувања, сакам да ги читаме старозаветните извори за било што проучуваме во Евреите 11 глава, затоа што знам дека одамна не сме ја читале Библијата, особено Стариот Завет. Одамна не сме ги читале овие текстови, па е згодна прилика да се подсетуваме на нив. Еден човек од племето Левиево, значи Мојсей, Арон, сестра им, се сите тие што левити. Левите, не само Арон беше првосвештеник и од него свештеничката лоза. Но сите тие се од целото семејство од Левиевото племе. Племето на Левии. Еден човек од племето Левиево отиде и си зеде жена од керките Левиеви, значи и таа од истото племе. Жената зачна и роди машко дете. Па кога видоа дека е многу убаво, го криеше 3 месеци. Да застанеме малку за миг. Како гласат вашите библиски преводи? Што значи ова убаво? Сонја, колку бебиња си видел? Марек, колку бебиња си видел во професионалната служба? Секој ден гледате бебиња? Во Скопје секој ден се раѓаат бебиња? Се уште се раѓаат бебиња. Повеќето муслиманчиња. Муслиманчиња, или не баш. Интересира наталитетот тука како стои со надвор од Исламска република Чаир. Како стои наталитетот? Баш, значи, како што и очекував. Така, да. Но меѓутоа, и надвор од Чаир, секој ден се раѓаат бебиња во Скопје. Се уште се раѓаат. До сутринка не се раѓаат. Благодарам. Од толку многу бебиња што сте виделе, може да се сетите на случај, некое бебе било многу убаво. Се сека? Значи, од многу бебење што гледаш, некое ти остава посебен впечаток. И ретко се случува такво нешто. Благодарам. И патем да споменам и вашата Матеја, кога јас ја видов лани, прв пат и тоа ми беше последен пат до сега, беше навистина прекрасно бебенце. На тебе личи? Добро. Тоа додека нема коса личеше на тебе, а после кога си може сега има пораснато косичка и така натаму. Што значи ова дека било многу убаво? Па затоа го криеле, затоа што е убаво. А што, да не беше случајно убаво, шо? Што е проблемот? Како прво, кој проблем го имале еврејските жени додека со нивните мажи живееле под египетсково робство? Кој бил проблемот со нивните бебиња? Што проблем имало? Египетскиот фараон, значи царот тука наречен, во првата глава, имал издадено геноциден декрет. Сите машки бебиња на еврејчиња што ќе се раѓаат да бидат убиени. Зошто? Да не се множат. Видите, тогаш па и 1,5 милениум подоцна во времето на Ирод, тогаш така, со нож простачки се вршел геноцид. Мислам, ајде да речеме примитивно. Сега софистицирани научни методи, МРНА, вакцини
имате овакви препарати, онакви, имате во исхраната, имате... Сега постои софистицирана технологија за геноцид. Не мора со нож некој да влезе да коли бебиња. Варварска работа. Сега може да се ликвидираат 17 милиони само со ковид вакцини. И тие кутрите да не знаат што ги снашло. Живееме во вакво време. Човечката природа не се променила. Има поинаква технологија, но човекот си останал што? Криво дрво. Си останал кјускија. Си останал дрво неделкано. Дрво за во оган, за потпалок. И само оние дрва што дозволуваат со вера Господ да ги исправи, да ги истегне и да ги исправи, а тука мора Господ да се послужи со маки, страдања, искушенија, проби, испити, низ кои што поминуваме. И нема, ама Господе, зошто дозволи, зошто ова ми се случи, зошто она ми се случи, зошто ова во фамилија, нема такви невернички прашања. Господ знае зошто. Мое со вера да поминам низ таа бура, со вера да поминам низ тој проблем, низ таа битка, низ тоа искушение. Господ знае зошто ме довел тука, на брегот на Црвеното море. Кога патот за Ханан води поинаква географска насока. Господ знае зашто тука ме довел. Но имаме време за Црвеното море во некоја наредна сабота. Сега сме на еден друг брег. Брегот на Нил. Дали во некои ваши други преводи постои случајно поинаков збор за ова убаво, дека бебето било убаво? Красен. Се како да го сватам ова, дека мајката, дека бебето било многу убаво, специјално убаво, и што си рекла, колку е сега штета да се убие волку убаво бебе, па затоа што е убаво, ќе го криеме и ќе го чуваме, што да не беше нешто посебно, нека го убијат. Како да го разберам ова? Што значи тоа? Што е тоа? Значи, красен, тоа да го кажа и Рајна. Благодарам. Чисто така естетски, затоа што било премногу убаво, па сега штета е да се убие затоа што е убаво детето? А што ако не е убаво, нека се убие, чим не е убаво? Постои мајка што така размислува? Какво бебе ова што родив? Нека го убијат ова, можда следното ќе биде поубаво. Постои мајка така што размислува. Иако денес не сте многу детни мајки, како нашите баби и прабаби, од 10 деца, па некој ќе умре, ама има уште 7-8 деца, не е проблем. За наталитетот не е проблем. Не дека на мајката и е се едно. Но се обидувам да сватам дека тука зад ова убаво се крие нешто друго. Што ако не верувале, ако не како некое пречувство, што може би помислиле родителите кога виделе волку красно, посебно убаво дете,
па решиле него посебно да го кријат, специјално. Како го сватиле како специјално бебе. Зошто го сватиле како специјално бебе? Затоа што народот, што бил во робство, по традиција знаел, се пренесувало тоа, од колено на колено, дека Господ ќе им испрати избавител. Избавител. Спасител. Хамашијах. Тоа е уште од Адама е таа традиција. Господ го ветил спасителот уште на баба Ева. Па таа па веднаш помислила, кога го родила првото машко дете, и тоа баш Каин, никаквиот, дека ете тој е спасителот. Не, чекај. Не, тоа така. Колку и ние сакаме брзо да се исполнат Божиите ветувања. Брзо, Господи, веднаш, нема време, лета времето. Лета, стареам, готово. Не. Господ има свој тајминг за нешто. И неговиот тајминг е совршен ако сме ние верни, се разбира. Да продолжиме. Прво го крија 3 месеци. Значи, верувајки, предчувствувајки дека ова дете е можеби спасителот. Но кога веќе не можеше повеќе да го крие, зеде кошниче од трски, го облепи со асфалт и смола и откако го стави детето во него, го однесе во трската крај реката. Значи си направило едно сплавче од трските и смолата, асфалт и смола за леплив материјал. А сестрата негова застана подалеку, значи поголема била сестрата, за да гледа што ќе стане сега со бебето. Бебето положено на трска, па нека го носи Нил и Господе, нека биде Твојата волја. Од тука, од сега па натаму, нека биде волјата Твоја, подобро, ако останеше кај нас дома, ќе го најде војниците на фараонот, ќе го заклаа. Овака, што ќе даде Господ, може првиот крокодил да го лапне со се трска, пошто крокодилите многу не бираат што јадат. Но ако е Твоја волја, нека преживе. Ако остане дома, сигурно ќе биде заклано. А вака Нил полн со крокодили, ама има шанси затоа што е Господ во прашање. Сестрата љубопитна сакаше да види што ќе се случи. Сестрата сега оди по брегот, го следи текот на реката и бебето и што направи Господ. Дали се ова случајни работи? Сакам да го нагласам овој факт. Дали во вашиот живот се случиле случајни работи? Ќерката пак фараонова, од сите жени египетски, баш ќерката фараонова да сврати малку подоле по речниот тек, слезе до реката за да се капе, вели овој превод, а и незините слугинки одеа покрај реката. Таа го забележа кошничето во трската, па испрати една од слугинките своји да го донесе. А кога го отвори, виде дете, и тогаш детето заплака. Таа се смили над него и рече, ова е еврејско дете. Веднаш и беше јасно, а какво друго? Кој друг би пуштил бебе низ реката Нил да го носи? Само оние што сакаат да скријат дете
или некако да, колку што е можно, да го препуштат на судбина, да ако може пак да се спаси. И принцезата, керката фараонова, некои теории велеат дека е тоа принцезата Хатшепсут, дали е, не се знае, дали е баш таа, значи, се смилила над бебето. Тогаш сестрата негова, сестрата значи на Мојсей, која што го следеше кошничето цело време, оддалеку, од брегот, и рече на фараоновата керка: сакаш ли да одам да викнам доилка еврејка, за да ти го дои детето? А фараоновата керка и рече: оди. И девојчето отиде и ја викна мајката на детето. Вик само мајката и можеше, имаше млеко за доење. Фараоновата керка и рече: чувај го ова дете и дои ми го. Значи, си го прогласи принцезата за свое детето. Јас го најдов и моје. Јас го најдов и е моје. Која била Божијата промисла, Божиот план, Божиото провидение со ова бебе? Мојсей да порасне како египетски принц, да расте во царската палата. Мојсей да се стекне со сето египетско образование, првокласно, значи принц, какво образование можел да има принцот? Да порасне како царски син во самиот Египет. По потекло роб од робскиот народ, од робовите, а да расте како царски син. Какви се овие случајности, под наводници, тој збор? Како во Христовиот случај, осуден и распнат на крст како разбойник на местото на Барабата, нели? Водачот на разбойниците. Осуден како партиски бандит, а погребан во гроб истата вечер на богат човек, како погребан како осуден како криминалец, а погребан како да бил голем, угледен благородник. Случајност ли се ова? И тоа нешто било кажано многу векови однапред во пророштвата. Тоа не се случајности, тоа е Божји прст. Не постојат случајности, постои Божјото провидение во животот на секој еден од нас. И само ако сме верни, се вклучува како некој автомат таа Божја сила да прави чуда во нашиот живот. И за наше, и за спасение на нашата околина, на нашите ближни. Фараоновата керка доли и рекла: и јас ќе ти платам за тоа што ти, значи, и што мајката и мајка ти ќе го дојат детето. И го зеде жената детето и го доеше, а кога детето порасна, го одведе кај керката фараонова и таа го посини. Еве го тој момент. Мојсей станува син, законски син на принцезата. Голема работа. Голем късмет, што би рекле муслиманите. Таа го посини и му стави име. Таа му го ставила името. Евреите го испратија бебето по вода безимено. Или може би му дале некое име што не се споменува. 3 месеци па го криеле прво дома, така без име. Сигурно имало нешто.
Си го нарекле некако. Можда затоа што било убаво некако. Некако по тоа, дека било убаво. Убавчево, лепотанчево. Но името Мојсей, по еврејски Моше, а србите пак Моша го направиле, го посрбиле малце. Моша пијаде. Евреинот. Му го дала тоа име египетската френцеза. Зошто му дала тоа име? Што значи тоа име? Затоа што од вода го извадив. Тука ќе застанеме за миг за денес. Сакам да сватиме, да извлечеме една важна поука. Сето ова што досега го прочитавме, првиот дел од историјата на Мојсей, е верата на неговите родители. Ова е нивната вера. Не Мојсеевата. За Мојсеја се уште. За Мојсеева вера се уште не почнавме и се уште не начнавме ништо. Ако даде Господ живот и здравие, следната сабота. Второ првата сабота, како што е наречена во Евангелијата. Дали е битно какви се родителите, за да детето има улога, особено посебна улога во Божиото дело? Дали е битно какви се родителите? Какви бе родителите на Самсон? Ке дојдеме за Самсон и тој се спомиња во Хероите на верата. Родителите еве на Мојсе, сега конкретно. Родителката на Исус, битно. Која жена битно било? Ке ја избере Господ. Родителите треба да имаат вера. Од каде почнува историјата на некој Божји избраник? Започнува од верата на неговите родители. Родители, за жал сега сте се помалку и помалку родители, но еве и тука имаме доволно многу родители. Слава на Бога. Дори и брат Миле е голем родител. Слава на Бога, со 3 прекрасни деца во Западна Вирџинија. Родители, имате ли вера? Сега мнозина од вашите деца се пораснати. Многу е битно вие родителите да имате вера. И од тоа многу зависи животниот пат и животната судбина на вашите деца. Нека Господ ве благослови и вас, и вашите деца, и сите нас останатите да не води и чува во овие најстрашни, најопасни и најлуди последни времиња од овој свет. Нека му е фала и слава вечно. Амин.